Ванчо Митев има 69 години и потекнува од Кочани. Нема да успее да се снајде во животот, па својата старост ја минува примрзнат и гладен. Никогаш ке рече тој нема да се ожени и да создаде семејство. А не живее добро ниту со роднините, бидејќи како што самиот тој ќе каже, премногу го потценувале и сами избркале од нивните животи. Како млад среќата си ја барали на запад, но болеста и болките ќе го спречат да успее и ќе го вратат повторно во родната земја. За жал, овој пат уште полоши од претходно. По смртта на родителите тој буквално преживува. Не може да најде соодветна работа и последните години живее само од социјална помош. Веќе 20 години живее без елементарни услови за живот, топлината ја добива само од стариот јорган останат од неговата мајка, со кој се топли дури и на минусни температури, па и во моментите кога не питачи низ градот, затоа што последните 2 години нема ниту за леб бидејќи му била укината и социјалната помош. И вкусот на храната го заборавил бидејќи не може да се дозволи да си купи ниту леб, а се би дал, барем за миг да има греалка, вели Ванчо, за да може да си ги стопли премрзнатите коски и да може со храна да го нагости својот прегладнат желудник. Игор Стефановски во своето 47 годишно постоење не може да се пофали со убав и квалитетен живот. Роден и израснат во селото Псаче, уште млад ја запознава тежината од сиромаштијата, па живеењето на неколку семејства во тесниот семеен дом од татка си ќе се покаже како лоша опција. Затоа тој дознава дека подолу во селото има напуштена куќа во која инвестира и средства и години, во известно време живеел со сопругата Илинка и децата во неа. Се до денот кога не се појавил сопственикот и не побарал назад да му се врати тоа што е негово. Тогаш група хумани луѓе заедно со Игор на плац што некогаш припаѓал на неговата баба, ќе изградат двособна куќарка, само ова семејство да не измрзне надвор и да има кров над главата. И потоа започнуваат новите проблеми, бидејќи местото каде е изградена новата куќа не е на име на Игор. Тој не може да спроведе струја, иако последните пари ги дал за неизен приклучок. Веќе со години ова семејство живее во мрак и на свеќа, ако останат пари од она малку социјална помош што ја зема месечно. Поради стресот и високиот притисок Игор останува без слух, а поради тоа и без постојана работа. Како врв на се и сериозната здравствена состојба на неговата сопруга, која не е способна сама ниту да стане од кревет. По ова семејство, ако не е храната од народните кујни ќе пати и за леб. Игор вели дека не може децата да ги испрати гладни во училиште, затоа што таму им се лоши, а и во темно не можат дома да пишуваат домашна, па често се прекорувани од наставниците. А Илинка додава дека и дома кога ќе дојдат немаат услови за живот, ниту храна, ниту топлина, а најлошо што немаат ниту светлина за да функционираат. Добар ви ден и добре дојдовте во најхуманата емисија на овие простори Срце на дланка. Моето име е Оливера и денес ве запознавам со животните приказни на две семејства кои живеат многу тешко. Доколку и вие живеете тешко, имате некаков проблем, а се уште не сте собрале храброст да се пријавите, можете тоа да го сторите веднаш преку телефонскиот број 075 304 405 или пак преку социјалните мрежи на Срце на дланка на Facebook, Instagram и Twitter. Се смета дека сите ние сме како во една снежна планина. Од секаде одекнува нашиот натрешен глас. Што и да кажеме, што и да направиме, добро или лошо, тоа на некаков начин ќе ни се врати. Лошо немаат направено двете семејства кои за кратко ќе ги видиме, но сепак живеат многу тешко. Затоа да ги слушнеме нивните приказни, а потоа и да им помогнеме. Има многумина кои живеат тешко, но малку имаат доблест и храброст да го кажат јавно својот проблем. Едно семејство ја имаше таа храброст и го сподели својот животен проблем со јавноста. Ние го пренесуваме преку Срце на дланка.
Игор Стефановски во своето 47-годишно постоење не може да се пофали со убав и квалитетен живот. Роден и израснат во селото Псаче, уште млад ја запознава тежината од сиромаштијата, па живеењето на неколку семејства во тесниот семеен дом од татка си ќе се покаже како лоша опција. Затоа тој дознава дека подолу во селото има напуштена куќа во која инвестира и средства и години, во известно време живеел со сопругата Илинка и децата во неа. Се до денот кога не се појавил сопственикот и не побарал назад да му се врати тоа што е негово. Тогаш група хумани луѓе заедно со Игор на плац што некогаш припаѓал на неговата баба, ќе изградат двособна куќарка, само ова семејство да не измрзне надвор и да има кров над главата. И потоа започнуваат новите проблеми, бидејќи местото каде е изградена новата куќа не е на име на Игор. Тој не може да спроведе струја, иако последните пари ги дал за неизен приклучок. Веќе со години ова семејство живее во мрак и на свеќа, ако останат пари од она малку социјална помош што ја зема месечно. Поради стресот и високиот притисок Игор останува без слух, а поради тоа и без постојана работа. Како врв на се и сериозната здравствена состојба на неговата сопруга, која не е способна сама ниту да стане од кревет. По ова семејство, ако не е храната од народните кујни ќе пати и за леп. Игор вели дека не може децата да ги испрати гладни во училиште, затоа што таму им се лоши, а и во темно не можат дома да пишуваат домашна, па често се прекорувани од наставниците. А Илинка додава дека и дома кога ќе дојдат немаат услови за живот, ниту храна, ниту топлина, а најлошо што немаат ниту светлина за да функционираат. Со екипата на Срце на дланка денес дојдовме во село Псаче. Едно шестчлено семејство живее многу тешко, семејството на Игор Стефановски. Дојдовме за да ни ја раскаже неговата животна сторија. Поминовме многу шума за да стигнеме до куќата, претпоставувам, на Игор Стефановски. Да. Јас сум Оливера од Срце на дланка. Не повикавте, ни звоневте многу пати, еве сме тука да дојдеме да слушнеме вашата сторија. Да. Што ви се случува, Игор, како живеете? Имаме проблеми. Ова е мојата куќа, церешеме таму горе, таа почна да пада куќа, ми помогна од страна, направивме 2 собичиња и едно котличе, уште не ми е направено, неаме струја, мака Зошто имаме. немате струја, Игор? Па, место не било, води се на бабо ми, она е почината, мајка ми е почината, таму што има тети, не ги знам, тражит ми документи, ај преку тај куќа да земеме струја, платив, нима струја, нима пари, ништа нема, социјално зијам, све парите си ги потрошив за тоа и немаме услови. Жена операција ми се праеше, имашеме проблеми големи. А со дечињата, како? Сите учат училиште? 3 ученика имам, немам услови за децата. Децата идат у школа, без јадење, без ништа, немат обуќа. Многу тешок живот имаме. Ја не барам помош, само нека видит какав живот живееме. Сигурно децата на училиште ви бараат, велите немате ниту за храна. Слабо слушам, не сум способен за работа. А зошто слушате слабо? Што ви е со Па, слухот? не знам што е работа, еве 4 години слабо слушам. Овде ли седите? Ова е собата? Да. Добар ден. Добар ден. Како сте? Добри да се каже. Штом не повикавте, очигледно дека не е добро. Да, не е добро. Мака имамо, струја немамо. Деца 3 у школа идат, гладни, боси. На голема мака смо. Значи немамо издобство, не можем деца да си ги гледа. Банка плати све, нима струја, јавljam се на телефон, да видиме, ќе биде, ни се јавља да дојде да ме приклучит, нити ништо. Повеќе сте во мрак отколку во светло. Да. 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 Судбината ќе одреди Игор да се роди и да порасне сиромашно во селото Псаче, а веројатно уште повеќе своите прсти таа ќе ги замеша и кога тој ќе стане возрасен. По семејната куќа, поради недоразбирање со семејството на братот, еден ден ќе мора да излезе за да го пронајде својот мир во една куќа во истото село која била оставена од сопствениците. Но по извесно време и оттаму ќе мора да излезе и да бара спас во хуманоста на добрите луѓе кои ќе му помогнат да изгради 2 сопчиња. Како порано живееше горе таму, у едно собиче, Во исто село? у исто село. Живееше, немаше услови, брат до мене живее еден, жени, како жени нешто расправија, ајде да нема расправија.
има еден од Свети Николе, беше падната куќа цела, на мене земи по кригу, улези си унатре, 2 соби имаш и си седи. 3 години седе у тај куќа, понаправимо со жену све и дојде после тој, тражи си чаре, отиде у полиција, пријавиме полиција, дури дојде. Тражи си чаре да си скочиш. Ја викам на женото, што ќе правиме? Куде ќе идемо сега? На улица. Па не идемо се некој, така, моето потекло од село, значи таму од Провишти, се најдеме. Ајде Божем све да се трудимо, за да биде поболе. Ама оно не е поболе. Повеќе идемо надле или го нагоре. Каде порано живеевте, Иленка? Горе живеевме. Овде, у Псача. Нама тешак живот. Двојца браќа беа таму. Ја веќе ми имаше 2 деца. Дојдомо скарамо се, туѓе куќи отидомо. Дојдеа искаране, нема средство. И овој што, и овој све е со смука. Помогнаа ни луѓе. Таква ни е судбината. Јави се имаше една директорка, беше тај, јави се, викам таква и таква работа. Она дојде, стикаа тој, све, и го рече, гледамо нешто да завршим работа. Што са правили, како тамо преку телефон, понесува цигле, цимент малко, ја имам еден мајстор тамо, иду помага му, чисто трла, што било за крави, чисто му, он дојде да работи овде, за да ми уроди, нема ништо после тоа. Ова е земјиште, плац од вашите родители? Беше овоја на баба ми, она ми е почината, мајка ми е исто почината ми. И сега немам никаков документ. Треба да биде на моје име префрлено, па да може јас струја да приклучам. Нема како, треба изгроб да го извадам. Ја не познавам ги тетке ми, некои 2 имам умрели. А деца, како деца, нојни тамо, кој пространство, не ни знам бројови, нити знам ништо. Не можу никако да ги доби. И немам никакви услови, не. Без светло. Тешко е, много е тешко. Несреќата доаѓа отпосле, кога здравјето ги напушта и него и сопругата. Илинка завршува на операција поради тумор во стомакот, а Игор од нервозите добива висок притисок поради што и 90% го губи слухот, а поради таа причина и неговиот работен статус. По ова семејство преживува од собирање моф и печурки од планините, а чисто и гладно. Проблем е и струјата која и покрај сите напори се уште ова семејство не успеало да ја обезбеди, па децата живеат во мрак, не може да ги работат своите училишни задачи, а тешката финансиска состојба прави тие секој ден да се погладни и погладни. Што се случува со жената? Што е проблемот кај нејза? Операција е правена. Од тумор е правена и докторот таму од Скопје кажа, од 2 кила не смее да дигне ништо. Предходно, кога беше здрава, сигурно ви помагаше во физичката работа? Све. Она со мене идеше, мопси береше, пеќурки беремо. Све е со мене она. Много ми друго беше. Девојченце имам 14 години, оно јадно. Земе на корито, мене да испере. Срам ме, ама нема што да правам. Тоа е условите. Немамо машину, ајде да имамо и машина, у што ќе го клучимо? Нема струја. Немаш пара. И ја болна. Што се случува вас? Ја веќе имам тумор. И до операција ми превија, систи ми вадија. Значи, ништо немам, значи, не сум способна, значи, да си заработам за мој деца. Значи, ако не са они 2, нема кој да работи. Нема кој да пере, нема кој да очисте. А ја не сум способна за да се наведнам да пере. Сигурно тоа ти е најтешко кога ги гледаш Многу мали. ми е тешко, да ти кажам искрено многу, ама највеќе за деца. Значи, некој пути, она ќе остане, ќе очисте, ја не може да стане. Значи, многу ме боли, значи, немам могуćност. Значи, нема од што да ги крана. Тој момче што иде за работи, тоа е. Отиде по мол, по шипке, ја не може. Оно траже деца едно од друго, ја немам што да ги дам. Нема што да направо да јадат. Мука е голема, друго е она, земе исперене, оноди не може са ни да не испере, нити едно сабаре стана, отидоа по мов да беру, звони ми телефон, од детето, тој мушкото, отишто тамо горе, звони ми телефон, нешто болови добива.
Ја у една душа од планина дотрча да виду тоа е работа, да не е паднала. Тоа е рана, може конци се пукнале, викам, у една душа. Однесе го паланка, прегледаа го, не е опасно, рече, дадеа ви една јапчиња, нека си ги пие, кога ти има болови да ги пие и си ги користи тие јапчиња. А кога ќе дојдете од училиште дома? Па, што има тоа? Јас могу дома, колку можам научам, модам се татко ми помогне. Мајка ми не е добра, а и татко ми. Ко човекот сака да ни помогне, не може. Колку можам и јас помогам. Дома што Да. работите? Што помагате на мајка ви? Па, чистиме, переме, својата помов одиме. Таа не може, не е добар. На операција одеше рано и сечено. Татко ми оди дрва бере, ми оди ми помов. И ти одиш помов? Да. Ти си премногу мал за да го работиш тоа. Ама моја, Кој ти вика дека мораш? моја, ете моја. Ти сам сакаш? Па да, понекогаш одам сам по таму, по дрвото, најдам мов, соберем кофе и донесам. Сам носиш во кофа. Да. И потоа, што правите со тој мов? Фатиме продајаме. И со парите што купувате? Па купиме на мама тер. Млеко, така нешто. За мама купувате? Да. Зошто? Што е неа? И па не може да се правеше операција. Операција се правиш. Да. Вие жалите мама, иако и вие сте гладни. Ние за нас не треба, она треба да биде добро. Тешко е. Она да стане до ноќ работа да си скочи, са со палјаци свети страме не може да се сапме, да направи бели. Од сабаре притица почува да качуju, кажати лимон зема, испрати комшија да на продавницата, не се лимон вика да јадеш. 180 притисак. Почува да качуju. Тоа е све нервоза. Некој пут горе ќе падну таму, ќе не може да ме најде у планината. Нема. Сакам да работам. Сакам. Ама не можу. Зошто? Не, овој, не ќе ме никој. Што ви? Вика ќе затвори фирма, ќе беше ја работи. А што ви е? Што ви се случува со ушите? Не слушам. Чабе, да му даеш материјал, нешта, ќе вика по мене вика, ако е поблизо, слушам, разбираш. А онакво далеко, слабо слушам. И не дај Боже, вика, на тога шефато му вика, ќе паде некој кадрон, да викнеш по нега да бега, не може да се спаси, вика. Ќе го теа пати не затвори свит. И човекот, тој што работи тие данови, 5-6 дана, даде ми паре, по 1000 денара ме плати, оди си, вика, жалуте, вика, нема што да ти право. И овде, мог што најду, викнеме некој да заработу, тоа е. А би сакале да работите, сигурно? Сакам да си работам. Ја ќе си гледам децата како ми трпат. Секој родител не гледа тој. Да немам струја, толи да гледам. Мене тешко ми, ама нема што да правам. Тоа е. Ај, викам, ќе иду од тај куќа да земемо струја, доното не беа платене сметќе. Тај ми вика, одеси све барање направимо, одеси у пошта, плати све, плати, купи кабел друг. Нима пари, нима струја. Од душа, од социјално, да дојде све пари, деца ги остави гладни, нема ништа што да јадат. Нема ништа, ни кумпир, нити за јадење, ништо нема. Нема. Тој вчера цел ден бра мов, синок и до Гиновце да купу од малите джакчки 280 денара брашно да замеси лер. Некој пат и гладни си легнем, зачем нема што да јадем. Ама навеќе струјата не кочи. Нема струја. Малото ми болно, немаш пара, немаш што да го дадеш на лекара. А не можеш да гледаш. Оно се тувка, не се види, не можеш да си скочиш. Што се случи со најголемата керка? Најголемата керка ми избега още на 16 години. Нема детето услови, погледна. Нема услови, дете. Нема чорапе, нема патике,
голема, сака да се носи, сака да јаде, струја нема. И дете, како ga е нашто, што е, дали некој го е наместил, дојде само, тато, ја не можу веќе да седу тој, или ќе си бегам, или ќе си иду. Даде ми 1500 денара, тај, што е, купи нешто тој, и си го одведоа, јас се останаа да си плакам, они си го одведоа. А дете не теше да ми се жени. Ама, еве и овој на 14 години, и овој ме страса, и овој јадно. Нема телевизор, нема ништо. Дојде од школа, поврти, не му се седи. Друго е да има телевизор, да има нешто да погледа, да се занимава. Нема. Ајде иде таму горе, погледа таму комшије, не може сега секој ден да оди. Друго е дома, па друго е у комшије. Синок е разболеми се детево, и една свеќа. Температура ми качи, сега касно е, продавница не работи, нема од кај. Имам 30 денара у джеп у мене. Викам, ќе купу, викам. Ќе донесам, ама нема затворено све. Запалу го, па го изгасу, да имам до сабален. Не знам што може да дете да се здеси, ќе почне да поврати температура им. На сабале ги пратимо, без ништо. Викам, земете што има, суво лепче или земи, тај помалиот појде у школа, се снима, пријаде му се, по децата почне да плаче за јадење. Видело тамо некој дете смоке да јаде, тржу му смоке, другарче дал тие смоке, он по рука го удари, не може. Овој почне да плаче, што ќе прави детето, девојченцето, оправда се од наставничкото, земе го детето и доведе го дома. Много тешко е, без јадење, боси. Не отиде оде на крај тамо чека комбе, има трава, јадни ноѓе све мокри. Све мокри. Ние одиме на училиште, понекогаш и гладни, нема што да јадеме. Брат ми кога оди на училиште, тој многу плаче за јадење, гледа од неговите другарчиња како јадат и тој сака. Едно другарче тој јадел смојки и овој се спружил да му зема, он му ги тргнал, не му дава од смојките и почна да плаче. Понекогаш излегуваме од училиште, доваѓаме дома, гладни. Зашто плачеш во училиште? Да не ми дава никој. Што не ти даваат? Од смојките не ми дава. Наставничката се кара зашто не учиме. Јас помоса татко ми одам, мајка ми не може. Морам јас, понекогаш јас перам чиста, мајка ми не може, таа не може ни од кило да ди. Како елта коре ние одиме, како другарчињата и ние сакаме на светло да седиме, да не сме во лош состој. Ова облека што ја носите на вас, кој ви ја купи? Па, тие татко ми што работи, од тие таму понекогаш тој оди, ама ете не го примат на работа затоа што тој не слуша добро. Што ви бараат децата најчесто? Све барат. Едно сака мандичка, друго сака трето. Ама ти немаш могуćност. Немаш од каде да му дадеш да јаде. Ако не са лековите, ќе не може да станам од кревет. Мора деца да ми дадат рука за да стана, за да искочам надвор. А не може. Нема кој да заработи. Он отиде по 200 денара, ќе земе само за леп. Ги спрекаш гладни во училиште, но и ги дочекуваш гладни? Да, гладни идат, гладни доаѓат. Учителка ги кара. Зашто не учат? А оно јадно дојде дома, отиде со татково помов. Кад дојде, тако чисте, тако измет. Повешке ние за ним. Ке зејамо лепче од куњу, тој еден. Ама штедиме го повешке за да има за деца. Не може домашно да напише, наставничка кара го тамо, зашто не си напишала? Она кажувала јадно. Вика неама струја, нема како. Свеќа кад имам, запалим. Ако не, зема од плиско, имам плиско, запалимо како да јадемо и толку тоа е, легињамо у тамница.
Таа што не е класна, таа не праша зошто не учиме, зошто не одиме редовно на училиште и јас и кажав, ја тргнав на страна, велам наставнички немаме струја, немаме на што да учи. 7800 дена разијен. Социјално, од тија облачање, од тија лепче, од тоа е све. И што иду, овој што збирам, тај мог. Од тој живее, а не стиза тие пари. Дјага до джакче брашно е 1000 денара. Нема услови. Оно гладно не диде. Тој што би е другото девојче, слушало му се за јадење. Слушало му се таму. Дојде, кажуе ми, слуша ми се таму. Од кујну што ќе донесе, тоа е оно пошто дават кујна на 5 душе 3 паштети. Ја некој пат искочам горе по моп, отидам гладен. Кад ќе дојде вечер, апмо малку, апмо да гледам за децата да има, да прекарат они. Они да има. Дојде дома, плача, ти немаш, а она те душа боли. Немаш од каде да му дадеш. На 7000 што би ги купила. Струја немаш. Немам што да го изготвам. Еве, маш ми иде са бале помог. Што е набрал? Пола джакче. Дали ќе земе 50 динар? Донесу у куњу пола лепче. На кога е најпоправо да ga дам? Дали на мене, дали на момче, дали на деца. Легне му си гладен. Не може да стану да иду да заработам. Додека можеше, отидеше с нега, мов, шипки, наберу, друго беше. А сак не може. Сак не сум способна. Значи, сакам да работам, не може. Тај она друго кад беше, идемо од бајцата, наберемо 2 джакчки мов, таму искочи по 4 кила, 8 кила, од 10 му продајемо, земемо повише пари. А јас сега сам. Некој пут ќе зему 150 денара, некој пут 200. Како ми се погоди. За куќа све сам гледа, за 2 врати и еден прозор, тај таму другата соба, дужен сам на човек. 3000 денара треба да му даду, немам од кај. Ќе дојде ќе ги извади. Они што врата са скршени све, помрзнемо они кески. Шпоред, гледај што е. Чури, очи ни исповади. Нема струја, јага и кодник немамо купателно, немамо ништо. Децава седнат, девојчињава, перат на корито. Они перат, они све, ја не може. Тежок е животот на родител кој гледа како неговите деца се неистрекни, а сакаат макар исто како и останатите деца да имаат. И жално е, волку невини деца да мораат превреме да ги дознаат ударите од тешкиот живот и предвреме да пораснат. Затоа и Игор и сопругата, па дури и децата, молат за помош да им се помогне сега кога им е најтешко во животот. Да лажу, не лажу. Самите гледат. Од мерак не сам ви викал. Има мака и ви кажу. Нека види, да види у што живеемо и какав живот живееме. Била најсреќна за да имам струја. Друго ми не треба. Све може, ама без струја не се може. Он не чуе, не може да работи. Струја немаш. Не може да стану, да се отвору врата, значи му си скочи по моја раба. Јас сакам како сите другарчиња. Нормално е сите сакаме да одиме на училиште, но ето. Не треба да се залажуваме. На сите не им е дојдено до нас. Секој што во секојдневието ќе не праша како сме, не значи дека сака да ни биде добро или пак сака да ни помогне. Само оној кој во гужвата од својот живот ќе одвои време и ќе ни подаде рака, само тој ни е вистински пријател. И треба да се трудиме од таквите луѓе да создадеме еден наш мал свет направен токму според мерката на нашето срце и да бидеме сигурни дека секогаш можеме да го отвориме за тие луѓе, но и да побараме помош кога ќе ни затреба. Во голема неволја и веќе со децени тешко живее Ванчо од Кочани. Тој неудамно го стави срцето на дланка и сака да добие минимална помош, барем храна, вели тој, за да може да го помине денот, за да не мора да питачи по народот.
Ванчо Митев има 69 години и потекнува од Кочани. Нема да успее да се снајде во животот, па својата старост ја минува примрзнат и гладен. Никогаш ке рече тој нема да се ожени и да создаде семејство. А не живее добро ниту со роднините, бидејќи како што самиот тој ќе каже, премногу го потценувале и сами избркале од нивните животи. Како млад среќата си ја барали на запад, но болеста и болките ќе го спречат да успее и ќе го вратат повторно во родната земја. За жал, овој пат уште полоши од претходно. По смртта на родителите тој буквално преживува. Не може да најде соодветна работа и последните години живее само од социјална помош. Веќе 20 години живее без елементарни услови за живот, топлината ја добива само од стариот јорган останат од неговата мајка, со кој се топли дури и на минусни температури, па и во моментите кога не питачи низ градот, затоа што последните 2 години нема ниту за леб бидејќи му била укината и социјалната помош. И вкусот на храната го заборавил бидејќи не може да се дозволи да си купи ниту леб, а се би дал, барем за миг да има греалка, вели Ванчо, за да може да си ги стопли премрзнатите коски и да може со храна да го нагости својот прегладнат желудник. Прилично студен ден, но и ноќ. Денеска сме во Кочани, една соседка на Ванчо Митев ни кажа дека тој живее без струја и навистина во тешки услови, без храна и без елементарни услови за живот. Денес дојдовме да го посетиме. Добар ден. Добар ден, да. Како сте, Ванчо? Лошо, тешко ти кажам, многу тешко. Тешко живот. Една соседка се јави и ве пријави во емисијата Срце на Дланка, јас сум Оливера. Ни кажа дека живееш тешко и затоа дојдовме да видиме и да се увериме и себе си и нормално јавноста. Да. Зашто живееш тешко? Што ти се случува? Нема проблеми, нема пара, нема јадење, храна нема. Од што да живеам, нема ништо. Жената и они утите, нема што да јаде, просе по улици. Што да прави? Со просење, со питачење живеете. Да, питачење, со тоа. Ево само ова сите там нема. Само тука имате струја во ходникот. Само тука, там нема, онда там нема, по тие нема струја. Там нема струја. Ванчо, многу е ладно во куќава. Па ладно. Не грееш? Немам дрва, немам од кај да купам. Немам пари, немам од кај да купам, немам пари. Тешко е. Жената питаче. Вака ја поминувате зимата без Вака, грејење? без дрва, без ништо. Вака кога е минусно како денес? Да. И вака. Еве 20 години со така и повеќе, 20 години така. Без дрва, 20 години и повеќе, никој не помогна. Вода немам, 25 години вода немам. Ништо. Зошто немате вода? Па нема, не може да платиш, нема пари, нема, тешко е. Еве, туби су виробола, немам. Од чет да живеем, нема тешко проблем. Вамо ли спиете? Таму спиете, таму. Те таа соба, те тука спием, да. Те тука спием, да. Те тука, да. Те тоа. Зашто нема тука струја, Ванчо? А имаше сирица, па да нешто тоа, да. Како е вака да се живее? Тешко, ама што да правим, тешко. Тешко е. А зошто вака живеете? Што да правим? А што би можело да се направи за да ви биде полесно? Па, колку може да се помоне, не толку што може да помоне, дали храна, дали нешто да се јаде, само да имам бар да живеам, бар за храна, ако не може бар храна да имам да јадам, а како немам. Имате и без храна се живееле? Па без храна гај колку сум без храна. Жената питаче по улици. Те кај ова пријателка она и даде еднаш 50 дана за лепчи даде. За лепчи даде. Ванчо Митев живее во центарот на Кочани, во семејна куќа од неговите родители. Во младоста бил и повеќе борбен, ке рече за себе. Па кога ќе го избркат од работното место во родниот град, тој среќата ќе си ја побара во Германија. Но сериозната здравствена ситуација и чирот во стомакот ќе му нанесат сериозни болки и ќе го вратат назад во Кочани и повеќе нема да му се укаже шанса за да замине во странство. Тука во оваа куќа ли си пораснат, роден? А, тука. Ова е куќа од таткот или? Тоа татко ми направи. Дека јас ќе направам, не. Тоа се од татко ми. Татко ми направи. Колку деца сте вие? 2. Јас и сестра ми. Во какви односи сте? Дали зборувате? Не, зборувам, не. Зошто? Ще одам де така. Неќам да поценувам, она сестра како сестра, разбираш, сака да поценува и некој, че поценува, не можам. Жени, дето, машкото не ми вика на свадба. Вика, ми се паѓа дали ќе викаш, да не викаш.
викала ги сите на свадба, мене викала, исто дали ќе ми викаш, не може да терам се, така ли се, ти си пример сестра бяга, сакаш ќе ме кажеш, сакаш не ме кажеш, така ли се? Не може, золе, така ли се? Тоа е твој кеф, дали ќе викаш на свадба. Ти она, не? Не се казва, вика, исто и се баќа. Вика, ја и без теб може, јас сам се родил, сам ќе убирам што се. Тука од осмо одделение, осмолетка отидов во трговачка школа, завршив. Тука најдов работа во селози хартија таму, на тешка, на амалска работа, бали да дигам. Татко беше там командир на стажарите. Работеше на тие, на стажарите беше, ја бали нося, физичка работа работе. После растури се целоз хартија, однема ништо хартија, немаме ништо. Бегав за Германија, отидов таму. И таму е тешко таму. Што работевте во Германија? Се бил чини у хотел. Колку време останавте таму? Па не бев малку бе 2 години, 3 години бев така, 2 години. Зошто се вративте тука во Македонија? Па гледај се, роден крај немаш и виза, треба да имаш работна виза. А ја работя на црно. Нема виза, јазикот научив, па треба да се оженам за германка, па да добијам виза. И таму беше тешко живењето? Па добро, таму е полесно, таму по-добро, ама треба да имаш работна виза, да имаш да унадеш. Да имаш дека да спиеш, ако немаш дека да спиеш, тешко е. А зошто остана без работа? Зошто кога можеше не работеш? Бе болен, да ти кажам, болен бе. Има операција на чир. Операција беше оперисан чир. Операција не може да работам, некој сетер се не. И тоа се врнал Германија, да без здрав ја ќе остане таму, не без здрав, кажам те. Има операција на чир имаше, тоа толкова тако, како да кажам, да си изразам се не може да речеш нешто, сработа за тоа е чирка, ушто мало па ми го оперисаа тука, па какви болешки сам го искарал да знаеш, те толку е на маленко, знаеш колку боле? Чир, колку вика чир, у 12 палачно црево. Тоа ве спречи да понатаму нели продолжите не да може да работите? работам, па болеме, тоа е чир, тоа е опасно звер. Толку изведи го добро памет се, па ми дава крв, па ми му надеа крв. Веќе со децении Иванчо живее тешко. Повеќе од 20 години не платил за вода. Струјата често му ја исклучуваат. Во зима не знае што е топлина, зашто пари за дрва нема да обезбеди. И таа минимална помош што ја имало државата веќе 2 години не ја добива поради одреден прилив на средства што ги добил од игри на среќа. Извесно време, вели тој живее со жена која е со попреченост, а заедно за да преживеат, мораат да питачат низ градот и пазарите. Во оваа куќа го поминувате поголемиот дел од времето, но како живеете? Тешко, многу тешко. Зошто? Многу тешко. Без вода, без храна. Тешко е. Без дрва. Ја дрва 30 години не сум купил. Дека дрва ќе земам? Не може дрва, не може без огрев, дека без дрва. Те виде таму тоа јоргано под кревет си легнам, таму кревет си легнам и готово. И така живеете 30 години? Така, те видиш таму, фотоа таму легнем и готово. И лети изиме таму сум, у таа соба. Таму спијам, таму... Со кого живеете? Имаме, сега живеем со една женичка живеем, ама она отиде кај мајке и она нема ништо, нема ни социјално, не и дават и на неа. И она е бедна, и она питаче по улиците. Тражи. Дај 10 динара тражи, дај 10 динара тражи, питаче. Тешко е. А иде тоа у социјалното не дават ништо. Не дават социјално, не дават нега. Она е болничка, не дават нега. И што викаме? Па још ја тепа, па ја малтретират. Тоа е диво ли? Кој жена да тепа? Со клоци да го удара по грајот. Жена тепа ли така? Да у Германија ќе го затворат, ломи ќе го затворат. Там ќе го затворат, там е сметна. А вие земате ли социјално? Ја зимам таа како социјална пензија, нешто надеваме. Сега не зимам, сега не, ќе ми ја пуштат. Расправам се нешто там со социјалното. Зошто вие прекина? Одидов да гледам там фудбал, ради тоа там имало некои добивки, ми ја скина ради тоа, да кажам, имало кога ја ги добивки. Ја немам добивки, не немам добивки. Оди на мојата лична карта и скина ми ја, пензията ми скина. Има една социјална пензија, скина ми.
За спортска, тоа си играл топка. Викам, не бе, јас сум гледал и некој запише тоа на лична карта, запише броја на лична карта, дел работите и на мојата лична карта. Криминал, тоа е кавојска, една сега кавојска работа. Запише броја на лична карта, прави криминал. Пријавам полицијата, инспектори. Па ние не може да ги фанеме. Кој не може да го фанеш, вика, може да го фанеш кој така. Тоа е вработено лице, кој така. Треба да го фанеш кој така. Тука се викам дали 500 евро, викам, каза, ја не може, ја цел живот да порасу за парчеле, кој така. 6.000 бешта, 6.000. И тие веќе. Тие скина, тие ми храна, тие. Тоа не социјално. Колку време сте без денар? Па, да ти кажам, реално, година и по, година нешто. А жената? Питаш. Па и она нема ништо, и она нема ништо. Зошто таа не зема ништо? Па ништо не те не ни дават. Не и дават на неа. Ништо не му дават. Ни социјално, ни ова. Оди таму у бирото лична карта. Епа, она не може да работи. Абе добро, дали работи, да ја пријавам да ја дадете там социјално. И тоа не и дават да не ја запишуват. Па тие за нега да зема, таа нега да зема. И тоа не му дават. Епа, викам што да правам, не може. Со сила не било, не може ништо да правиш, што ќе да правиш. Ти помагаат ли соседите? Ретко. Нема тука комшии, кој те жали, секој си има фамилија, секој си има тоа. Од куќава, веројатно после родителите ништо немате купено вие. Нема што ќе купам, немам без пари, што ќе купам, немам пари. Што да купам? Ова е се остатоци од Тоа животот. татко ми, сега татко ми што е пред татко ми. Јас немам татко ми што е тоа направил тоа. Тоа што ми немам пред тоа. Тоа радио сигурно е да не прекрашам сигурно 40 години 50. Телевизор е толку. Тоа и тие не работат, тоа е старо, тоа е за уканта. Тоа не работи ништо. Како е да се живее на волку студено во сопствен дом? Ништо да правам. Зошто не пуштиш греалка? Нема пари, нема што ќе купам, немам пари. Што немам пари. Немате греалка? Нема. Кога би имале би ја вклучиле ли? Ќе ја пуштам, и да пуштам, ќе ја пуштам. Не имам грам, ќе ја пуштам, ќе ја пуштам, ама чем нема што да правам. У кревето таму поди органови си легнам, што да правам. Тежок, многу тежок живот, многу тежок. Студено. Се тресам целиот. Плачам некој, не си треба студено. Не сте стоплен од кога започна зимата? Па и храна, слабо се храниш, треба да се храниш, да имаш јадење. Без храна не бива. Храната го држи човекот. Тај желудник, ако не му даваш, што ќе меле? Така ли? Пример, ако не се храниш, желудникот треба да меле, така ли? Ако не му даваш храна на желудникот, нема да меле, нема што. Сте останувале сигурно гладни често? Па често не може што глада, нема што. Ако не успеете да набавите преку питачење пари, не јадете тој ден? Па нема што јадеш. Чем нема јадење што јадеш. Каде просите? По улица. Те мојата жена на пазару проси. Тража по народот. Дајте си народ, моле се по народот. Питаш што да прави. Како кога не зимате пари ги плаќате сметките? Кога не зимате никаков приход во месецот? Како ги плаќате сметките? Струјата? Сметка, тоа струјата така некој пат ме. Ретко. Колку пати ми исклучуваа струјата, ми исклучат струјата, тоа ми исклучат, па пушат, исклучат. А водата 20 кусур години ми ја пуќе водата. Зошто не ја вклучивте водата? Не може, што идам да се карам, не може да се карам. Што идам да се карам, со не бива. Вика мора да платиш од дека пари, викам, кај ти платам кога немам пари? Од дека ти платам кога немам пари? Некои промени некогаш изгледаат негативни и мислиме дека никогаш во нашиот живот работите нема да се сменат. Но сепак треба да знаеме дека сегашниот момент е се што имаме и затоа треба да направиме се што е во наша можност сега да биде примерен фокус во нашиот живот. Тоа што сега и во иднина овој човек посакува е храна во стомакот и греалка за да го стопли премрзнатото тело. Сте се обидели ли да ја продадете некогаш куќава за да земете нешто помало, а сепак да е нели потопло? Не да ти ја така да продам, што малку дава ти 15.000 евра, што погледа, што ќе купам со 15.000 евра, кажете. Не можеш и стан да земам, ќе земам да продам 15.000 евра ми дава, нема што ова. А ова убаво куќа, тука на центар, не е убаво, не е лошо.
Не дават пари, сакат џабе да земат. А те вие на зорома те уценува. Не бива. Како вие сакате остатокот од животот да го поминете за да бидете срекни? Што ви недостасува? Што ви е потребно? Јас сакам да има храна, да има јадење, да има да не сум гладен, колку се може да се помогне. Ја не викам сега, баре храна да има, кој не повеќе храна да имам. Храна да имам храна за јадење да имам. Тоа бе најважно, да имам храна. Човек ако не се хране, готово паѓа више. А храната го други човекот. И веројатно некоја грејалка за да се згреете барем еден ден. Некоја грејалка може нешто, така. Што може да се помогне, што може да помогнете, тоа е бас, тоа си имаше право. Би биле благодарен на се. Па ќе бидам благодарен. Ќе бидам благодарен. Храна, да имам да јадам, мора да јадам, мора кој ако ајде да студирам, ајде храна да бара да јадам. Непријатност, стрес, тензија, грижа се облици на неудобност предизвикани од премногу мисли за еднината, а премалку живот во сегашноста. Обрнете внимание на она што луѓето го прават, а не на она што го зборуваат. И кога животот ќе ве притисне од сите страни, не заборавајте, секогаш, ама баш секогаш, мораме да почнеме од почеток. Еден голем мислител ке каже дека како човечки род создадени сме да се грижиме едни за други и да бидеме дарежливи едни кон други. Ако не го правиме тоа, воспротивно ќе згаснеме. Да не дозволиме да згасне среќата и надежта на двете семејства кои предмалку го ставија своето срце на дланка, да им помогнеме, да им дадеме рака за спас и да бидеме нивна светлина во тунелот, затоа што нашето малку некому може да значи се. Ванчо Митев има 69 години и потекнува од Кочани. Нема да успее да се снајде во животот по својата старост ја минува премрзнат и гладен. Никогаш ке рече тој нема да се ожени и да создаде семејство. А не живее добро ниту со роднините, бидејќи како што самиот тој ќе каже, премногу го потценувале и сами избркале од нивните животи. Како млад среќата си ја барали на запад, но болеста и болките ќе го спречат да успее и ќе го вратат повторно во родната земја. За жал, овој пат уште полоши од претходно. По смртта на родителите тој буквално преживува. Не може да најде соодветна работа и последните години живее само од социјална помош. Веќе 20 години живее без елементарни услови за живот, топлината ја добива само од стариот јорган останат од неговата мајка, со кој се топли дури и на минусни температури, па и во моментите кога не питачи низ градот, затоа што последните 2 години нема ниту за леб бидејќи му била укината и социјалната помош. И вкусот на храната го заборавил бидејќи не може да се дозволи да си купи ниту леб, а се би дал, барем за миг да има греалка, вели Ванчо, за да може да си ги стопли премрзнатите коски и да може со храна да го нагости својот прегладнат желудник. Игор Стефановски во своето 47 годишно постоење не може да се пофали со убав и квалитетен живот. Роден и израснат во селото Псаче, уште млад ја запознава тежината од сиромаштијата, па живеењето на неколку семејства во тесниот семеен дом од татка си ќе се покаже како лоша опција. Затоа тој дознава дека подолу во селото има напуштена куќа во која инвестира и средства и години, во известно време живеел со сопругата Илинка и децата во неа. Се до денот кога не се појавил сопственикот и не побарал назад да му се врати тоа што е негово. Тогаш група хумани луѓе заедно со Игор на плац што некогаш припаѓал на неговата баба, ќе изградат двособна куќарка, само ова семејство да не измрзне надвор и да има кров над главата. И потоа започнуваат новите проблеми, бидејќи местото каде е изградена новата куќа не е на име на Игор. Тој не може да спроведе струја, иако последните пари ги дал за неизен приклучок. Веќе со години ова семејство живее во мрак и на свеќа, ако останат пари од она малку социјална помош што ја зема месечно. Поради стресот и високиот притисок Игор останува без слух, а поради тоа и без постојана работа. Како врв на се и сериозната здравствена состојба на неговата сопруга, која не е способна сама ниту да стане од кревет. По ова семејство, ако не е храната од народните кујни ќе пати и за леб. Игор вели дека не може децата да ги испрати гладни во училиште, затоа што таму им се лоши, а и во темно не можат дома да пишуваат домашна, па често се прекорувани од наставниците. А Илинка додава дека и дома кога ќе дојдат немаат услови за живот, ниту храна, ниту топлина, а најлошо што немаат ниту светлина за да функционираат. Со екипата на Срце на дланка денес дојдовме во село Псаче. Едно 6-члено семејство живее многу тешко, семејството на Игор Стефановски. Дојдовме за да не ја раскаже неговата животна сторија. Поминовме многу шума за да стигнеме до куќата, претпоставувам, на Игор Стефановски. Да. Јас сум Оливера од Срце на дланка.
Не повикавте, ни звоневте многу пати, еве сме тука да дојдеме да слушнеме вашата сторија. Да. Што ви се случува, Игор, како живеете? Имаме проблеми. Ова е мојата куќа, седеше таму горе, таа почна да пада куќа, ми помогна од страна, направивме 2 собичиња и едно котличе, уште не ми е направено. Неаме струја, мака Зошто имаме. немате струја, Игор? Па, место не било, води се на бабо ми, она е почината, мајка ми е почината, таму што има тети, не ги знам, тражит ми документи, ај преко тај куќа да земеме струја, платив, нима струја, нима пари, ништа нема, социјално зијам, све парите си ги потрошив за тоа и немаме услови. Жена операција ми се праеше, имашеме проблеми, големи. А со дечињата, како? Сите учат училиште? 3 ученика имам, немам услови за децата. Децата идат у школа, без јадење, без ништа, немат обуќа. Много тешок живот имаме. Ја не барам помош, само нека видит какав живот живееме. Сигурно децата на училиште ви бараат, велите немате ниту за храна. Слабо слушам, не сум способен за работа. А зошто слушате слабо? Што ви е со Па, слухот? не знам што е работа, еве 4 години слабо слушам. Овде ли седите? Ова е собата? Да. Добар ден. Добар ден. Како сте? Добри да се каже. Штом не повикавте, очигледно дека не е добро. Да, не е добро. Мака имамо, струја немамо. Деца 3 у школа идат, гладни, боси. На голема мака смо. Значи немамо издобство, не можем деца да си ги гледа. Банка плати све. Нима струја, јавljam се на телефон. Да видиме, ќе биде, ни се јавља да дојде да ме приклучит, нити ништо. Повеќе сте во мрак отколку во светло. Да. Да. Да.